ние добивме предлог извештај од 5 страни, со кој што треба да биде оценета иницијативата за импичмент на председателот на државата. Извештај по една процедура која што беше нецелосна и која што беше водена на начин да не се утврдат фактите, не може да биде и подолг од овие 5 страни, може најмногу 10 страни да дојде. Јас имам во мене еден извештај по постапка за импичмент на некој гувернер во Америка, значи не е ни председател. Извештајот е над 50 страници, 60 страни, а тоа значи водена е постапка во која што се утврдени сите факти, утврдени се доказите и содржи сериозна елаборација на она што всушност било предмет на работа на таа комисија. Со оглед на тоа што владеачкото мнозинство на еден неделовнички начин си обезбеди мнозинство апсолутно во оваа комисија, ние и не очекувавме дека ќе имаме темелно водена постапка, како што е пракса во демократски земји кога станува збор за постапка за импичмент. Значи, постапката беше без темелно изведување докази, без утврдување на факти и затоа и не очекувам дека владеачкото мнозинство ќе се осмели врз основа на нашите изнесени факти и врз основа на Уставот да донесе оценка онаква каква што треба, оценка која што е во согласност со Уставот и законите на Република Македонија. За жал можам да констатирам дека господинот Ѓорги Иванов не достави писмено изјаснување за наодите од предлогот за покренување на постапка за утврдување на негова одговорност. Се разбира, господинот Ѓорги Иванов, како и секој граѓанин на Република Македонија, може да го користи правото да не даде исказ сам против себе. Односно, очигледно е дека тој го искористи правото да не се само инкриминира. Само сакам да ве потсетам дека, за разлика од кривичната постапка, во која што молчење на лицето не се користи против него, во постапките за импичмент важи спротивното правило, бидејќи секој председател на држава треба да биде транспарентен и да ги даде потребните одговори и појаснувања, како на пратениците, така и на пошироката јавност. Секој председател кој што има аргументи на своја страна би дошол и овде пред оваа комисија, не само писмено, да си ги каже своите аргументи. Очигледно, молчењето во овој случај на Ѓорги Иванов значи одобрување на нашата иницијатива и немање на аргументи да си ги искаже во сопствен писмен поднесок, но исто така и со доаѓање овдека. Кога владеачкото мнозинство, односно председателот на оваа комисија, одби да го покани господинот Иванов да дојде пред оваа комисија, стана безпредметно канењето и на други лица кои што можат да помогнат да се утврдат фактите во оваа постапка. За жал, овој прв пример на постапка за импичмент не беше воден на начин како што доликува на ваква постапка, а тоа значи една темелна истрага на фактите и утврдување на заклучок кој што ќе биде во согласност со она што значи Устав и закон. Не ви требаат визии одгатачки за да го донесете заклучокот дека господинот Иванов го прекрши Уставот на Република Македонија и го прекрши Законот за помилување. Ви треба само да го отворите Уставот, да ги погледнете членовите 8, членот 9, членот 68, членот 84 и членот 106. Затоа ние предлагаме во рамките на она што значи заклучок или оценка на комисијата да биде ставен заклучокот дека иницијативата за одговорност е основана
и дека председателот Ѓорги Иванов го прекршил Уставот и Законот за помилување со тоа што бараме собранието да продолжи со постапката за утврдување на одговорност. Благодарам. Благодарам. Најпрво да изразам жалење што и до вас, председателе, забелешка, бидејќи вашата добра волја да на последниот законски ден кој што ни е одреден за привршување на оваа расправа, односно за усвојување на извештај и заклучок по претходната расправа што имавме минатата недела, денес за жал ево нашите колеги од Социјалдемократскиот сојуз повторно го злоупотребуваат вашата добра волја и да не речем отвараат материјална расправа, најверојатно не се доискажа изминатите денови или немаат доволно аргументи да поентираат во она што сакаат да го направат, конкретно во информацијата за импичмент на председателот Иванов. Инаку, на забелешката на колешката Десковска за големината на извештајот, можам само да кажам дека извештајот е сублимат на сето она што се дискутираше изминатите денови, а што е заснивано на поднесокот од нивна страна за поведување на постапка за законитоста и уставноста на одлуката на председателот за аболиција. Инаку да подсетам, нивниот поднесок беше доставен на 2,5 страни и врз основа на сите дискусии што ги имавме и нивни и наши дискусии како пратеници на сите членови во комисијата е направен овој извештај, сублимат на сите дискусии и на крајот треба да биде ставен заклучокот. Колку страни требаше да биде тој извештај, јас не знам. Меѓутоа, колку што видов, внатре е офатено се она што го дискутиравме изминатите денови. Инаку на таков поднесок, во таков формат, во таква големина и со таква неаргументираност и од законска и од уставна рамка, овој извештај е и преголем, а не мал, како што кажа колешката Десковска. И на крајот да го изразам ставот на владеачкото мнозинство, како што истакнаа сите пратеници од владеачкото мнозинство, членови на оваа комисија, поднесокот на Социјалдемократскиот сојуз е целосно неиздршен и не се темели на правни аргументи. За жал, можам да констатирам уште еднаш дека ова беше уште еден неуспешен обид на Социјалдемократскиот сојуз да се удри по највисоката институција, тоа е председател на државата Република Македонија, односно по господинот Ѓорѓе Иванов. Се со една цел да се зголеми хаосот и безредието во Република Македонија. На крајот, граѓаните на Република Македонија, после дебатата што имавме изминатата недела, можат да ценат кој бил во право, а кој не бил во право и дали господинот Ѓорѓе Иванов, како председател на Република Македонија, ги злоупотребил своите овластувања, односно дали донел или не против законска и против уставна одлука. Ние сме длабоко убедени дека одлуката на господинот Ѓорѓе Иванов како председател на државата се водела пред се од државнички интереси, иако потенцирам, и тука завршувам, како партија ВМРО ДПМН не се согласуваме со таквата одлука, бидејќи нашата крајна цел и надеж е дека вистината мора да излезе на видело. Оценува на одговорноста на Иванов за создадената состојба по одлуката која во сомнителна постапка да донесе одлука за помилување на лица кои ги помилува, се коси со законските определби за самиот факт што Иванов користи еден акт на Уставен суд кој акт, односно одлука на Уставниот суд и според проценките на членовите на Уставниот суд кој е поделен, констатира дека Уставниот суд влегува во надлежностите на парламентот, односно законодавецот, и врз овој основ цениме дека одлуката за помилување, за измени допълнителен закон за помилување, со која одлука
бъде база се создаде законскиот услов за одлука на Иванов за помилување на лицата, аргументите дека актот на помилување е направен за интерес на Републиката, односно на земјава, мислам дека не држи, затоа што таа одлука за помилување на лицата наместо да придонесе за надминување на политичката криза, посебно придонесе во спротивно за да се продлабочи таквата создадена криза. И другиот аргумент дека интересот на државата има премиси на безбедносна ситуација во врска со мигрантската криза во двете граници на нашата земја во југ и север. Исто така ценам дека не е соодветен аргумент затоа што во време кога Иванов ја донесе одлуката за помилување на овие лица, состојбата на јужната граница како резултат на договорот Турција-ЕУ и како резултат на повлекување на мигрантите од камповите околу границата на Македонија го докажуваат спротивно дека можните опасности во контекст на тоа што претходно парламентот одлучи прогласувањето на воредна состојба, односно кризната состојба како последица на присуството на мигранти во двете граници, продолжи до крајот на годината и затоа немаше потреба Иванов да го ја искористи можноста тоа да го користи како алиби. Мислам дека имаше можност во соодветна законска постапка, редовна постапка, да може да го искористи ова право, кое не го искористил до моментот кога Уставниот суд ја донесе одлуката за аброгирање на Уставот за измени и дополнување на Законот за помилување, како што реков и претходно, нешто со кое самиот Уставниот суд навлезе во надежностите на парламентот со такви одлуки ги враќа законските одредби кои се во надлежност на парламентот, утврдени со Устав. Врз овој основ мислам дека Иванов ја го злоупотребил моментумот на интервенцијата на Уставниот суд и за продлабочувањето на кризата придонесе неговата одлука. Исто така е аргумент за нас кој има причини и законски основ да се дебатира неговата одговорност и да се стави на дискусија одговорноста на председателот. Дополнителниот факт што парламентот по одлуката на Уставниот суд за укинување на одлуката за распуштање на парламентот и прекинување на сите постапки за донесе измени и дополнување законот за помилување во кој на Иванов му се овозможи да се повлече од оваа одлука, која е погрешна одлука, и за неговата одговорност, иако делумно ја повлекува својата одлука, фактот што иако искористи таа законска можност, говори за неговата одговорност, за неговото освестување дека е одговорен за создадената ситуација, е аргумент плюс за да можеме да ја поддржиме иницијативата за покренување одговорност на Иванов и стоиме, уште еднаш ке нагласам, во оно за оправданоста на иницијативата за оценување на одговорноста на председателот, посебно политичката одговорност, иако во неколку има и правни аспекти, затоа што ние сме повикани во парламентот како институција да дискутираме за политичката одговорност на носителите на државните функции, а одговорноста, правната одговорност им припаѓа на другите институции во Република Македонија. Во тој дел не сакам да дискутирам и да се впуштам. Затоа мислам дека политичката одговорност постои и затоа комисијата во заклучоците кои треба да ги донесе, треба да сугерира дека парламентот да дискутира и да донесе одлука соодветна за да се оцени одговорноста на председателот. Сега предлагам да
направиме пауза до 14 часот, така да деталите околу извештајот, во смисла ако имаме некои забелешки кој што рекол и како рекол да ги дотераме, и во 14 часот да го изгласаме заклучокот, тоест одлуката кој што треба да донесе комисија. Продолжуваме во 14 часот.